Приватните градски автобуси не може да возат на вода, затоа град Скопје да покаже сериозност и да го исплати милионскиот долг, бараат приватниците кои влегуваат во целосен штрајк. Освен што нема да возат на приградските линии, нивните автобуси ќе ги нема и низ централните улици на Скопје. Целосно ја демантираат градоначалничката Данела Арсовска дека градот кон нив имал долг. Вела дека не било фер кога си ги бараат парите, да им пуштаат инспекции кои им ја чежлале документацијата. Не прашањата да се отворат од кога ќе ги побараме парите и тогаш да трпиме критики дека сега не чините. Од денеска, пошто ги побаравте парите, не сте добри, ќе ви пуштаме инспекции, автобусите да ги возиме можеби и на вода. Не можеме и превозниците нема да возат се додека не добијат пари да може да купат нафта. Јовановски се пожали на притисоци зашто, како што вели, ваквото постапување според него е удбашки метод и порача дека евентуалните казни нема да ги заплашат. Го сметам за една удбашка метода, мене не ме плаши да ми излезете со пиштол. Значи јас не се плашам најмалку од раскинување. Јас сум прв што ќе го потпишам договорот и му кажав на секретарот да се раскине доколку имаме причина за тоа да го раскинеме. И додека приватните превозници си ја префрлаат топката каде е проблемот, сиот товар паѓа врз грбот на граѓаните, кои нервозни велат дека еден автобус чекаат и повеќе од 1 час. Сега, сад време сум тук. Овие приватни нема. Трагедија е што град, метропола си ја нарекуваме ние, ќе остане и без градски. Немашат на работа да стигнат луѓето. И мора да се реши тоа. Верувам дека треба да се земат мерки за ова работа и да биде помаце посериозно. Инаку автобусите на Слобода превоз нема да возат на линиите 9-ка, 12-ка, 23-ка и 45-ка, а од минатиот месец ниту МАК Експрес не ги вози линиите 19-ка, 20-ка, 22-ка, 52-ка и 54-ка. Од град Скопје пак велат дека немало застој и автобусите на ЈСП ги покривале и овие линии.